Все пада почет. Да. Опечете ба. Защо не кажа, да си го напише? Добър ден на сите гледачи, кои ще не следат на овој подкаст. Ево денеска сме тука со господинот Методи Сичков, сегашен председател на Боричкиот клуб Олимпија, иначе поранешен председател на Боричкиот клуб Балканец, кој имаше најголемо достигнување во тој, додека беше тој председател, и Андреја Нисева, која со 16 години освои трето место на Европското првенство. Два пати мислам дека е. Така ли, Андрејче? Да. Два пати си веќе трето место имаш земано на Европското првенство. И ајде, Петар, че ти кажи нешто многу поспан. Како е да се биде на подкаст? Подкаст. Треба има ли? Треба, няма. Нема си. Да, значи. Па си трябва да ти се раците си, че на тебе. Боже, немаш, треба сакаш да покажеш во, кажи го, ама има малко трема. Колку години постои Олимпија веќе? А веќе има европски медалисти? Официјално Олимпија е формирана 2008 година, март месец. Ајде да видим. Антониев Николче председател, Трајков Горан управен одбор, Да не забравиш нешто тука друго. Јонче Маноилов. А Јонче шо е таму? Да, он е да знаеш Слушај. дека е името му е дадено на Олимпија. Кум, јас сум Да, кум. кум на Олимпија. Олимпија е Јонче. Викам зашо Олимпија, па вика белкината ќе направите некој олимпиец, вика. Да, тоа е моја идеја за името. Значи, кој ќе се решава името, тебе да те викат. Па нема, ја и колку пати ќе кажуваат дека само јас сум тај единствен што можам да го решам споро со името Грција, ама не ми веруваат они, тоа. И беме за мали душеци од Велес, ги ставиме у школата горе у бабите и пробаме една недела, две, но многу имаше проблем. Нема тушови, децата, то беше училница, они немаа сала таму. И као месец дена се имаше тренинг и немаше хигиена, не беше одржливо за да може да обстое тоа. И подигнаме Душеко, стоја длго време. И 2018 година Горан Николов ми се јавува, вика така, вика, можеме ли, вика, сала да најдеме, вика. Зашо? Вика, нешто, вика. Сакам, вика, да се повлечем, вика, од таму. Ние пред тоа заедно работеме, таму кој беше јас председател Балканец. Он беше тренер, Трајков Горан беше тренер, Китанов Трајче беше тренер, Ацо Крстев тренер, Стојанов Горан тренер, Шоров Зоран тренер. Значи беше голема екипа кај што се извади доста медалисти од Доста добри Европа. борачи. Да, тоа време станаме и втори на Европа, куп на европски шампиони. Имаше доста и балкански прваци тоа време, Октај Арифов, Жарко Коцев, Тасев, како му беше името, сега забрави. Кој од Таси? Тасев, што е специјална у Скопје, у Тигрин. Двајца врајка мислам дека се они, така е? Не, на Стојанов Горан е воде неговата сестра. Жена моја. Само забравам сега името. Да. Да. Длго време он више од како улезе таму у Тигрите и таму се пресели, таму живее. Чат пат доваѓа некош. Љупче. Љупче Тасев, Тасев, да, Љупче, Љупче да, Тасев, сега ми да. текнеме, да. Љупче, да. Да. Ја го знам, да, Љупче Тасев. Често доваѓа тука, видуваме се па некој штип, чека. Знаеме се. И после него исто така и други многу излезеа од Балканец,
кој ше Да, имаше доста додека вие деца бете кои што председател? зема медали од Европа, од 2-3 медала, така да се заокружи на кариера кај што имаше доста успеси, Успесите. но после 2008 година јас се повлече од Балканец, имаше нешто таму. Вакабила, политички работи и што почнаа да се мешат секој се што немаше луѓе кои што треба да работат од спортот и Повеќе партиски гледа. Да, остана тоа така и се до 2016 До формирањето на да, градоначалник беше Илчо Захариев на теране, тога е бил плуво у лоша ситуација да дојдеме па дојдеме тога и јас, Маријан Атанасов, Здравко Коцев и имаше добра собрана солидна екипа, кој што одма првата година станаме државни прваци и тоа траја 2 години, 2 пати станаа државни прваци туку во Македонија и после тоа па се повлече и јас имаше некои врски, овие што беа со мене и они не сака да работат, оставиме во клубо на сегашните што го водат клубо и остана се табу тема, така кажано. Нешто што е градено со години, кај што Балкан беше неприкосновен за борењето. Секој трет човек е бил борач, збореме од и се познавале и судијата кој даде бодови, они знаат за што дават, знаат ги захватите, знаат за каква акција станува збор. Сега е тоа се табу тема и мислам дека се нема познавање, салите се празни, секој турнир, борење што се одржава, се помалку и помалку. Значи, не може едно државно првенство да биде со 3-40 луѓе, од кои 15 са пензионери и такво е времето, не знам, и плюс борењето тежок спорт, но не треба да речеме дека е толку тежок, затоа што гледаме сите околу нас, особено за Балканот, се повише собират и омасовуваат и дават повише акцент на тај спорт. Ено, највише поттик има сега тие новиот спорт ММА, кај што целиот спорт у таа гранка е главната дейност борењето. Да. Еве, Методи Сичков, значи кажа една кратка биографија за Борички клуб Балканец, па после Борички клуб Олимпија, каде има доста достигнувања, успеси и што се вика едно школа која се уште функционира кај нас добро. Така да, еве овде ни е добар показател Андреја Нисева со нејзините успеси. Андреја, дали се сеќаваш како почнати со борењето? Од колку години, први тренинзи? Мене тато општо ме запозна со борењето. Јас како мала беше колку висока, толку широка и он ми рече, не знаеш, ај почнеш малце да трчаш ово, на. Од колку години? Прво иде на тренинг на 6, ама после пензионира се после 2 дена. Многу тешко ми изведе, на кошарка ме пратија, па там не ми се свигаше. И после тоа, откако се основа клубо, мислам дека на кај 9 години, почна со на кај 9 почна со нели борењето како редовно, активно во Олимпија. И почетоците, тоа беа првите почетоци у Олимпија 2018 година и беме редиле душеци, како повеќе душеци ги правиме у еден, оти уште немавме струјачета целосна и беме редиле како еден душек цел и например тај душек се изместе, па го наместеш, па го подбутнуваме со даски и беме прво вежбале на тај. И не знам, некако
преголема мотивација и желба имавме у тоа време да вежбаме на такви душеци и уште си има желба, ама тогај без опрема беме, без струнјача беме и па имаше преголема желба за работа. И памтам, уште си го памтам првиот турнир, 5-6, тренеро Маријан Атанасов не прати на турнир у Скопје. Јас и уште две машки деца. И уидеме, и јас таква одам на надпреваро, мала ја, 9 години, 10, ке пуна, и јас таква гледам улавам у салата и прв пат гледам струнјачите како прво. И улавам унатре, дават ми борачки дрес, ја гледам го, нели, дресо, облекувам го, јас малумна, така речено, не знам што се дешава, мала сум, не разбирам. И викам, добро, нели, дадеа ми дрес, и интересно ми беше прво. Мерат ме на вагата, нели, тешка категорија. И потоа се првите 3 месеца кога тренирам јас. И некако кога не знаеш како да се бориш, ја излезе без трема. Обично сите прв пат кои излават да се борат, излават со трема, со страх. Јас дали ти не знаеш што се дешава, јас излезе без трема. Првата борба, првата акција, тренинг. Да, првата акција одма ме држаа на туш. И само гледам го тато, уште време ли тренер, Киринисев, гледам го од столчето да го вика по мене, вика стани. И јас стана. Викам добро. И гледам го резултато и викам леле волат ме. И јас продолжив да се борам, ама најрелаксирано. И памтам резултат, тога првата борба заврши 5-6. И после останаа уште 2 борби, тие по 10 му ги победи. И јас стана прва. Викам, лесно бе во, викам, ајде, натка, што следва. И продолжи така да тренирам, па имаше еден турнир у Прилеп, и тај исто ми беше многу интересен турнир. Ама од тогај почнуваат сите за како пречки, натака, поради тоа што некои луѓе неќе, например, да гледат дека јас успевам уопште. На тај турнир требаше изгледа да ми дадат пехар, како за најдобар техничар, и ме тераа да се враќам назад, за да си го земам пехаро, а уствари кога дојдеме ние веќе там, они го дадеа на друго девојче. А не, прво не ни кажаа дека треба тоа да се случи. Тато после тоа продолжи да ме форсира, виде дека има нешто, и не само он, тренеро Методи, и он виде дека има нешто, тренеро Гордан, и он виде дека можам натака да продолжам. И едноставно јас само си даде како натака, викам, ке продолжам, во ке би занимација натака. Мала сум била сега, дека сум многу голема, ама тогај 10 години, на 10 години девојче да одбере еден од најтешките спортови е нешто поразлично. На патеката ме шутирала со клоци од позади, да ја затрчам напред, ја таква не може да дишам, не можам вода да се изјавам, стомава ми е доносило, не можам да одам напред. Имаше еден интересен надпреварен, интересен турнир у Кочани. Толку ми се тие работи у исто време и како убави моменти да се сеќавам на нив, од убаво завршиле у исто време и имам и како трауми од тие работи и сега нон-стоп имам страв од тато. Мислам, имаше страв тогај, сега нели порасната. Сега можеш да го победат. Сега можеме да го победат, да. Да. Имаше турнир, там беше турнир за поголеми. Јас уште не беше ни пионер. Веќе тај турнир беше за пионери, не знам на колку кила там, ја беше 40 кила, имаше там една категорија 60. 37 кила, да. 40. И беше категоријата 60. И тато гледа категоријата, ја иде на тај турнир само за да гледам, да давам поддршка на тие што ќе се борат. И тато ме вика, спреме дресове, вика, утре на борењето, вика, ако нема некој дрес, нели знаеш да даеш. Јас таква викам, дете леле, ќе дам дресови, нели, да дам на децата. Идеме на борењето, тато виде дека има 2 девојчиња на вагата. Качи се кај мене горе на трибините, и вика, абе Андреја, вика, ајде за тимо, вика, едно трето место да земеш, знаеш, имаш 2 на категорија, и да изгубиш 2, вика, трето место си имаш поени за тимо. Ја гледам го, викам, ја дојде тука, нели да гледам. Ја ми вика, ајде, ќе те пишеме. Ја викам, нема шанси да ме пише. Он ујде и ме пиша. Ја се качи на вагата, ја беше, не знам, 20 кила по-лека од нив. Излабам првата борба,
а предходно беше изгубила 10-та противничка, изгледам првата борба, изгледам плакајки. И плакам и се борам. И судата ми вика, можеш да продължи? Да, да. И продължавам да се борам. И таа борба ја победи. И тато доваѓа до мене и вика, браво, вика, второ место, вика, браво, ајде. Излавам финалната борба, победувам исто и таа. Излавам на струнјачата, противничките ми беа најмалку 2 глави поголеми од мене, и потешки од мене, и постари од мене, и победи и двете. И на крај јас па имаше засечка. Беа кажале пехаро за девојчињата да го дадат на мен. Ама од друга страна, некој што не кинели јас да го успеам, дојде и каже, пехаро не е за неа, пехаро е за... Нема да го даваме на неа, ќе го даваме на друго дете. И па не треба да се враќаме, ама ние тогава не се врнам. Ти тато почна да ме теше, нели знаеш на такво мало дете да му кажеш прво дека пехар ќе ти даваме и после да не му даеш ништо, а уствари тоа е нешто што највеќе се радуваш. Тоа е најобична пластика да е пехар, ама тогава и значело многу. Тука кај нас во Македонија така. Да, укочени. Ама тоа тогава е значело многу. Оти победил си некој потежок од тебе, победил си постар од тебе, бил си среќен, пехар ќе ти дадат. И они многу значи мотивацијата кај децата. Не дават ништо. После почна како мојата најобава година 2019. Одевме на секаде, бореше се у Хрватска. Имам земано 3 медала од там или 4. Загреб, Пула, имаме одено, имаме седено там на подготовки. Многу незаборавни моменти имаме од Хрватска. И имаме турнир што секогаш ќе го памтам у Бугарија, у Јамбол. И јас како мала, кога одеш у Бугарија, тренеро Маријан Танасов ми викаше Бугарија е, нели, борење, нели, там има појако борење, не е како туку Македонија, ќе отидеш там, ќе излезеш, ќе те тепат, не знам што, треба да тренираш, да бидеш појака. Беме ојделе у Јамбол и нормално татко ми пиша да се борам со машки. Јас па ништо не разбирам, викам добро, ајде, бореме се, ќе ги тепаме, лом ќе ги направиме, разбира. И јас таква, тато ме пишува на категорија, јас може беше 1 кило по веќе, ама они нели оти сме деца и викат ајде она со машки ќе се бори и ќе ја пуштиме, и ме пушти ја. И вечерта јас и нели моите пријатели од клубски пријатели шетаме се по Јамбол и кажаме утре прва борба имаш со грк. И јас така слушам, леле, тие со грк имаш борба, јаки се тие, разбираш. Не. И јас викам добро, и имаше трема таа вечер. Првиме таа вечер исто така тренинг и јас први тренинг со детето што ќе се борам утренент. Таа вечер тоа дете имавме тесна борба, значи буквално одстеглевме се. И он ме фрли една мелница, јас мислам дека готово изфрли углето така речено и викам леле јас овај утре треба да се борам. И тато таа вечер. Вака ќе правиш. А некако и он додаде како повеќе стрес на тоа јас што треба да го правам. Ама па излезе и за време на тај турнир доваѓаат такви машки деца и има како финале и треба да излезат и да се поздрават противниците што ќе се борат финалето. И они излават и гледаат дека ќе се боре он со женско, он беше тога и поим. Као беше добро дете, тоа ќе го биде заборач и го бива. И излавам, поздравувам со детето и они се смеат. Гледам, смеат се машки, смеат се ќе се бора со девојче, лес на прво место, таткото исто на тренер и он се смееше, не знаеш, весел, детето ќе му зема прво место. И ти тресна волци, не? Излезе и борбата дали заврши 5-3, толку се беше израдувала, значи леле победила сам машко, јас можам да победам машко, да победам постари, да победам потешки. Тога и јас мислам дека татко ми, ако го гледа од страна, он беше целиот црвен, глед таков, вика вака изгуби се, бам, излезе и победи. И тоа ме стана главата, што си го гледам медало и знам од дека. Така поинтересен турнир беше тоа. Лесно ли да се тренира борење? Не. На предходниот пат кога дава интервју за телевизија, нели кога дава изјава, и тренерот ми напиша што треба да кажам.
И усто време, јас ја читам и програмата за тоа што ме следи наредната година и како ја читам програмата, се факам за главата и пишува пеколни подготовки. Јас тоа многу се гласувам поради тоа што кога ми текне што ќе ми направат. Најтешките нема најтешки, ама како растеме и се повеќе се изначуваме у тоа кој колку знае борење и никогаш нема да биде лесно сега натака на борба кога ќе излезам да се борам. Тоа сум свесна многу, оти сите се излезени како прво за да победат. Второ, сите имат искуство, ќе имат искуство. Не знам, треба и општо да нема трема, да нема страв од такви работи. Например, јас последно време уште не сум излезела на борба, а мислам дали ќе победам или дали ќе изгубам и такви некои работи и тоа треба и се совлада. Исто така, упорноста многу голема. Треба да си упорен. Упорноста дам и дисциплината повеќе. Ако веќе има дисциплина, ќе има и успех, ако нема дисциплина, нема успех. Например, некое време ќе изгубиш мотивација и као нема да сакаш да дојдеш на тренинг, ама дисциплината едноставно те тера. Ти, нели, тај саат, 2 си на тренинг и мораш да отидеш. Сакаш ли да јадеш сендвичи? Да. Кока-коли да пиеш. Да, нормално. Мене храната ми е најголема обсесија и нешто што не може да се одвикнам од тоа. Јас пред неколку месеци беше како повтори си ја градбата на телото што ми беше од кога почна борење. Тренерот Методи вика, тие ролните тука што се настомаа, вика треба да ги намалиме малце. Ролните? Да. Не знам како ги викаше тие, пирошките. Гевреци. И беше укажал дека ако сакаш да бидеш добар спортист, не само тренинг, мораш да пазиш и на исхраната. И он ми кажуваше цело време што треба да јадам, например, расебеле, чај, па јајца, па како влијае тоа на тебе, па например исхрана по крвна група дека треба да се хранеш. Јас и заради тоа знам сега која крвна група сум, не дека јас имаше појма што сум јас. Ама со начинот на исхрана ми помогна он и со се останато кој секогаш. И многу ми олекна од кога се ослободи од таа тежина, таа беше буквално тромава, ја не знаеше да одам со таа килажа, ама битно знаеше да го фанам сендвичи, или да го збришам у 30 секунди. И, например, сега, првите неколку месеци ми беше многу тешко, посебено јас сум многу тежок зависник од благо. Леле, тоа беше многу тешко. Благото дава енергија повеќе. Да, благото, тогава мислеше дека благото ќе ми даде сега енергија и една милка така голема. Опа, ајде, нема. Сега рекеш кога ги излезам, дај ги офрлам преку мене. Сега има у кошо да го ставам. И сега секогаш на школа јадеше сендвичи и такви глупости и само викам, леле, тато вечер да не ме качи на вагата, само вечер да не ме качи на вагата, ако ме качат на вагата до тука. А јас се беше направила лоптата, како нема да ме качат на вагата, беше се направила топче. И качиме на вагата, гледаме вагата и само так гасам ја, викам не, ово нема шанс. 66 то беше. Пред тренинга имаше период кој што беше 66 после тренинг. Тоа беше смрт. А тогај во тај период колку беше пред тренинг? Тогај, леле, беше 6 и не знам, пред тренинг не се мери. И тато ми вика, качи се на вагата, викам, после тренинг се измерам, јас сум сега наоблечен. Нема врска, нема шанс. Викам, сега ќе умрам тука на тренинг, има едно кило да скинем, а нема врска, ја не може да се мрднам. Ја направам, изтрчам еден круг, одинат продолжам натака со тренингот, одинат, што неким да приметат дека сум тешка, а уствари, кога ме гледаш нози лукави, мислиш, ако ме удрева, има да ме онесвесте, има да ме направилом и исто така и како освестување за таа килажа ми беше надпревар у Клипан, у Шведска, оти тогај се бори на 66 и тренер вика, ајде да не те терам да кинеш за турнир, се бориш на толку. Ја како ја там, ја падна со 2 кила, на 64, ама како излезеа ми противничките, тренер вика, вие не се противнички, вие се мајки на тебе. Излават 2 глави поголеми од мене, раци, тупани, такви некои мускулести. Ние, нели знаеш, искара го турнирот колку што треба
имаше пораз у финалето, од тоа е од и физички посилна. Јас немам мускул, јас имам сало, немам формено ништо такво и сум натрупана со мрсноти, со сало, со се такво. И од тога натака исхраната си ја среди како што треба и сега не знам, ја мислеше дека после европското првенство викам леле сега пак кажам 66 кило како се опуштам, ама сега некако таа исхрана и не ми ни пријае веќе. И беше Одвикнала после си. едноставно и телото ми се одвикна. После европското беше издела едно чоколадо, не може ни да го изједам. Дојде ми тешко ми дојде. А пред неколку месеци не си даде, викам, нема да јадам благо, крај, значи нема да јадам благо. Тај период на сестра ми роден ден баш, ко се одлучиш да се држиш линија, фамилијата дома одлучи да ти ги скрате нервите и живците и донесат пици, остранали. Донесат. Наврно контра тебе. Правим мусака, сарми, нешто такво. А мама, на секој на мајката е најдобри ден. И јас таква, мама, да има полека маце, знаеш, как ти на диетичка треба да бидеш, шо ми правиш сега ти на мене. Тај период беше легнала една вечер, памтам и сонувам како јадам крофни, пудинг, благо сонувам и станувам сита. Викам, што направи јас сега? Викам, нема шанс, викам, тоа нема шанс се случило, јас сум издела нешто такво. Да не иде правилно варата си. Иде правилно варата си, да. Вреде ли целата таа жртва на крајот како се постигне резултат? Какво е чувството? Многу, чувството е многу баво. Значи, гледа си по сликите, несвесно правам како искажувам радост толку голема први тоа што истрошам и време и енергија и општо одвојувам дел од како социјалниот живот. Например, јас едно време не беше уидела на роден ден на 2-3 години, роден ден зборам, за мало дете зборам. Ставила сам си у главата дека не, ја нема да одам на тај роден ден, дете зборам 10 години. Не, нема да одам јас на тај роден ден, туку ќе одам на тренинг, треба да одам на тренинг. Викат ме мене некаде да излезам, не, имам тренинг и општо другарите сега и генерацијски како идат, децата се некако по катастрофа, седат по полоши навики и например они ќе ми кажат ајде дој ќе излеземе или општо нешто такво на роден ден ќе одеме. Јас сум на тренинг тоа време и нема да одам. Или имам надпревар за некоја недела. Например, јас имаше надпревар 2 недели пред да одам на надпревар. Они ме викат нели излава и ова она. Јас таква нема да излавам, имам надпревар за 2 недели, например, или леќам на стинам или нешто такво. Ја и да сакаше да излезем, мене тато немаше да ме даде. И општо и он ми беше како мотиватор и научи ме едноставно на дисциплина. И сега, например, и како генерацијски како идат децата се со полоши навики. Например, пушат, пијат, се најлошо прават. Ама некако, например, сега на мене да ми каже некој, цигара, нема шанси, нема теоретски шанси, не можам како прво да сум у нивна близина, второ, нема шанси, нема шанси, нешко ми беа, буквално мајка ми вика нама, вика земи малку, ја така, знаеш како правиш му обед, нема шанси, никогаш. За мускулите оба. Да бе, па писи го. Не. Колку е тешко да се тренира, менаџира живот на дете? Види, пред почнаме за историјата, како сме почнале, што е тоа во основањето и сега ќе почнеме више од почетокот, како што кажа Андреа, дека нели немаме душеци. Тоа беше ноември месец, мислам дека некаде 28 или да. И немаме душеци, таму редеме Здравко беше тренер, Горо Николов, после некој време дојде Кире Нисев и донесува Маријан е тука председател и ја донесува Андреа и сега женско, такво, не сме се сретнале никош, такво, имаше борење, више одиле сме, гледале сме на олимпијади. Тука кај нас немаше тоа време. Да, немаше кај нас, гледале сме ние на меѓународ. Дешове сме со турнири и овие што се официјални на УВВ. Ма како зовете тука? Тука фани го вау. Така да.
И слушали не сме сме го. се сретнале со девојчиња кои би биле у спортот борење. Тоа у нашиот менталитет е било како да Не кажам, својствено. да, не својствено. И Кире ја донесе, имаше у Скопје Страшо Глигоров некои девојчиња, знаеме, ама знаеш, тоа не е било кај нас, не сме се среќавали, знаеш, како одбивност од спрема тоа. И донесуваат ја Андреа, и Андреа, нели, прагава таква, победува ги мачките, како што кажува, тај не е еден турнир само, такви има она по Бугарија, по Хрватска, по Србија, 10 турнири кај што се е борила со мачки. И нели покажува техника, покажува афинитет дека може да се боре, и со Горан Николов со тренер разговараме. Викам така и така, викам што ги правиме, викам со овој девојче, знаеш, викам нема само она, вика ќе најдеме. И он се смее, вика Постојан си нема синови, вика. И почнаме полека, почнаме техника, после мислам дека некаде беше мај месец Ибрагимов, медалистот на Олимпијада што е од Сиднеј, ние сме генерација, беше земал некои душеци за преку Олимписки комитет таму и се чуме, и викам има ли шанса за нас една цирада, вика нема проблем, пишаане таму и за 15 дена ги донесеа душеците и така почнаме више по-масовно да се работи више по-сериозно и отпочнаа турнирите. Више официјално почнаме да настапуваме на државните првенства, се до една година, мислам дека првата година на ранг листата беме четврти. У Да, Македонија. да, У Македонија. да, четврти беме, нов клуб. Ама тоа е вете официјално упишани у федерацијата. У федерацијата и после на наредната година, мислам првиот турнир дека беше у Скопје и таму настанала некоја тепачка на Душеко и нашите улезеле да ги разделат такво и суспензија на клубо федерацијата дава и од тога и навака више која е 7 година 2019 6 години сме надвор од система на Боречка федерација. Знаеш како така кажано, ние сме ги створиле, но сакат можеби ќе се судрат со луѓе кои што не се откажуваат од таа работа, односно ако бидеме, мислам дека оваа ситуација Олимпија ќе биде број 1 клуб у државата, затоа што за ваша информација имаме 8 борачи у Вардар. Они со нашите борачи станаа први Вардар за сениори, за младинци, за U23. Имаме 4 борачи у Чаир. У Балканец 4-5 деца Од кава што се таму идеја таму со разни перипети преку родители во тоа, што како да ти кажем, имаше едно дете го донесеа, татко му вика, абе знаеш, вика, он е од Кажан, бил 3-4 години тренирал, иде кај нас за 2 години ние го подигнаме, земаа 2 медала од балканските првенства, стана трет на Европа и у суштина се повлече таму Балканец за кажале му ќе му даделе услови, не знам што, не знам како. Сега гледам, после 2 години се е понадоле. Че нема успех на така. Има многу такви случаи кај што деца, например, мои врснички, девојчиња што се тренирале со мене, се уиделе у Балканец и сега нема ги никаде, а се биле како рамо до рамо со мене. Например, имаше девојче што се бореше со мене постојано. Оно беше прво почетник и
под лесна категорија. Почетник и дојде кај нас и разбра ги работите како и да тоа се свана некои нови захвати, постојано ми беше испаник на мене и нели јас се победуваше од она беше почетник, ама после она почна и да се бори со мене, да зима поени од мене. И после тоа како идеа там од там на така се со повреди, со и некои изговори дека не можеле вака, па не знам Че школото тамо е друго, отколку кај вас. Да, дека не се бореме ние кај вас, вие Бориш само како школа. тренирате. Добро, сега ако се бориш да не победуваш случајно, оти се бориш. Ајде само да конечно прашањето што никој не може да го разбере. Зашо Андреа се боре за Бугарија? Дете, Штипјанка од Македонија, што сака да настапува за Македонија, што реално ова е Што треба усмисли тука кај нас да ги запишуваат у историјата на Македонија. Така, пошто нашиот народ општо едноставно сега се граѓаните пишуваат на Бугарија. Бугарија. Зашо граѓаните не сваќат некако колку и да ми се објаснува ситуацијата, колку и да ми се црта, никој дали не ќе да ја види реалната слика, реалната ситуација. Затоа што Андреа секој ден им е тука у градот. Секој ден им е тука у Штип, тренира у бавето, салата, у Олимпија. Постојано се негира дека Андреа е македонка, дека Андреа постигнува, зашо идела она таму. Имаме шанса сега конечно да се одговори тоа прашање. Види, пред да дојдам денеска тука на подкастот, јас се врнав 2 сата од Македонски олимписки комитет. Беше ме викнал Данила, председателот на Олимписки, и вика, што ќе правиме, вика, со детето, вика, има официјално дојдено писмо, каде што до 30 јуни-јули треба он да одговоре спрема Меѓународен олимписки ИОК за да ја даде листата, и има стипендија за неа $1000. И плюс сите тие трошкови кои што сега рифам малку денеска што сме разговарале, после ќе ви се врнам назад на темата што сакате да ви објаснам. Има $1000 кои што се за неа, односно тие пари се наменски, кај што треба она да ги употребе за нејзиното развитие у спорт. И има програми кои што треба да се достават за авионски карти, за турнири по свето, за лагери, подготовки по свето, за каде ни треба каква техника, од секаде по свето, по Европа, секоја држава, пример азијскиот дел гае друга техника, европскиот дел гае друга техника, американскиот континент гае сасим четврта техника. И ти мора да склопеш едно со едно за да биде компактно, за да можеш ти да доминираш, ако сакаш за успех. Не збореме за учество. За учество не сакаме ни да разговараме. Да. И председателот ја прифаќа целата таа програма што и ние би му ја даделе, но не можеме да најдеме решение. Беше пред тоа кај министерот за спорт. Исто, значи не е само Андреа. Андреа е првично само иконата кој што се гледа за тоа што настапува. Аце Миланов, Кире Малчев, Александар Марковски, Леон, Филип, да. Значи, деца кои што се ланската година медалисти од Балканското првенство кој што беше туку од Скопје, ево сега они се борат за Вардар. Ваа година беа станале први у своите категории. Сега има Европско првенство до U20 и U15 у Италија, нема ни еден учесник од Олимпија, односно не Олимпија, Вардар. Ама тие се наши, тука тренираат, тука онедуват. Вардар се само на документ. И кога ќе се врнеме назад, Олимпија не е од 2019 у Федерацијата. Како што кажаме пред, почнаме по турнири да одеме надвор тука секаде по Балкано.
и виде се дека од децата покажуваат некои поголеми карактер, спортски дух, кај што може да победува, да достигне поголем резултат. Да. И за Андреа беше иницијативата за Бугарија затоа што имаше бугарски документи. Татко имаше, он бил у Швајцарија, таму работил некое време, извадил тоа време за да оде во Швајцарија, останало, женил се, онедел деца и документот се погоди да може да го зема пасош и тоа пред, например, оно беше тога и 11 години, кога зема пасош, на више 13 години официјално одеме у Бугарија на државно првенство за девојки. И ја да ти кажам, по тие претходните турнири кај што одеме тука по Балкано, повише одеше Горан Николов, Маријан Атанасов, целата работа беше околу Андреа, така кажано, ангажиран. И јас сум одил по-ретко. И за прв пат кога идеме на турнир на државното првенство во Бугарија, на нејзината категорија имаше некаде над 20 девојчиња. Такво. На 46 кила. Прв пат настапи таму и у кој после дознаме у теку на турнирот дека едната на унезина категорија која се бори полуфинале беше, така ли? Да, полуфинале. Олга Попова, не финале беше. Полуфинале. Финале беше со друг. Да, полуфинале, Олга Попова, претходната година медалистка од Европа. Имаше друго едно девојче од Срдец, мајка и некоја украинка таму, не знам што, тренирала по Украина. Украина е една од најдобрите школи за девојки. Исто добро девојче што се борија со Андреа финале. Мислам дека 7-5 ли заврши. Така нешто, 5-3 мислам да заврши. Да, нешто така, тука беше за бод 2 разлика. Сакам да ти кажам, имаше 5 борби таму, од кои што секој со секој имаше ривалство. Додека кај нас у Македонија 20 девојки у една категорија ние не можеме на целиот шампионат да најдеме. Значи неаме толку. Значи имаме десетина девојки се на се, ако се 8 категории и по една-две у категорија и јас сум шампионка. После почна вториот турнир, па почнаваме таму, почнаа да не канат на меѓународни турнири у Бугарија, нели, оно више официјално почна да се боре за Асеновград. Имаше еден турнир у Стара Загора, каде што имаше американци таму. И тука најголем поттик ни даде и видиме дека има реални шанси за она да може да биде голем спортист. Беше победила една американка на тај турнир. Тука немаше шанси кај нас да се бори за тоа, се там. Да, значи одреден дел можеби од и не сме биле запознати у женското борење, таму видиме дека може да има развој. Но цело време, бидејќи немаше настапувано на официјални меѓународни турнири, збор меѓународни турнири Европско светско првенство, рачунаме дека ќе се среде туку у Македонија, За се бори. да, и ќе се врне, нема проблем, ќе тренираме, ќе правиме подготовки. Но тоа колку писма се пратени, нема ништо. Од тоа едноставно не знам до шо е. Едноставно Министерството сега, пред тоа агенција, сега Министерството не сака да гледа, не сака да размислува. Беме со Борко разговараме, ние му поставуваме прашања, он вика, вие сте се одлучиле дека треба да одете таму. Ко би гледал ја целата работа, ова мене ме засега дека е нешто сасим трето. Или па, тоа е моje мислење, не мора да значи дека е тоа така, но една друга федерација, кој што има медалист од Олимпијада, мислам дека
сме и борењето како најтрофеен спорт, ако би пракнало па да се врне назад, ќе згаснат нивните апетити, бидејќи тај сега буџет го гледам. Значи, во е моje мислење, а не сум чул од никој, не знам шо како, а сите тие луѓе се од една населба таму, од едно мало, и сега ти кому збореш дека за интерес на Македонија, у интерес на спортот, у интерес на се, нема одговор. Да, ама Не ги интересира. не малце абсурдно. Ајде те за последното европско првенство у Скопје шо беше, у 17. Ни Македонија, ни Бугарија немаа медалисти. Немаа медалисти. Да. Освен Андреа. Да. Сега, доаѓаме до ситуација. Да, за Ние женското борење, да. Ние сме можеле да бидеме збор Ние- како Македонија. Ние Како... сами ти си ја бришиме историјата, така кажам. така. То така довај. Да. Наместо да распишуваме историјата сега тука. Сме криви, шо треба да бидеме Афганистан. Сега како да разговараме, а? Не. Да бидеме Афганистан, да земеме да решаваме се на своја рака. Тоа е. Каде се институциите, оваа Институциите цялата треба приказна? они да се најдат. Ја го позивам, те сега го позиваме министер. Што мора да го барам ја, председател на федерација. Он тука е уштип, он не знае накаде оде. И што треба да разговараме? Колку пати треба да разговараме? Нели правиме уштип Министер протест треба на да- площада? Да. Нели е тоа јавно мислење кој што треба некој да се праша, чекај, што е оваа работа? А у исто време, значи, тај минат труд, да, Андреа збори сега како било се у нејзиниот детски живот и како поминало. Ама никој не го гледа за тоа за да се дојде до таму што вика она ме малтретираат, жртва и оно. Да. Никое дете нема сега да најдеш сабајлето пред школа, да стане у 5 саато, да праве футинг сабајле до 6:15, да се спрема дома, да се облече и па да отиде на школа. Затоа што ние немаме време, она е на школа. Оваа година имаше можеби 150 изостанка у школата, подготовки, значи како почнаме дојран подготовки, 10 дена. Да. 167 денеска не ги дава свидетелството. Да. После продолжиме Бугарија, Турција, па Бугарија, почнаат турнирите, Клипан, па Загреб, па Турција, такво у меѓувреме цело време ти имаш викенд подготовки, цело време имаш 10-дневни, 20-дневни подготовки. Шо Сливен, шо Тетевен, шо Диана Бат, Олимпискиот центар у Софија, кај шо имаш и од други држави доваѓат таму за да има ривалство. Значи сите си тражат некаде. Имаме у Самоков дојде кубанка. Значи таа оде тражеше норма за Олимпијада. Ланската година Андреа цело време тренира со неа. И тоа е гол. Добра, да, дете. Да, види, и тие се сениори. А она тај бенефит не Учи може. искуство црпе од неја. Да. Тоа е многу добра. И на еден тренинг таму она е присутна Билјана Дудова. 4 пати европски првак, 2 пати медалист, еднашка светски првак, еднашка втора на свето. Пред тоа беше со Евелина Николова на подготовки у Сливен, олимписки медалист, европски медалист, светски медалист. Со Јулијана Јанева, со сите тие кои се елитни девојки у борењето, медалистки од Европа, света, Олимпијада. Но пак ќе се врнеме тука дека ево денеска зашо сум уидел за Скопје. Уидел сум не само за Андреа и за другите деца. Нема ги каде се такво. Те сега имате ја преска ви зборам дека европско има до 20 години у Италија. Нема ги. 3 деца треба да настапат, нема ги. Некој си презема. А да.
Не, јас сега го имам таквото министро на Фейсбук за пријател, ќе го пуштам во да гледа. Ако сака да влезе во историјата и он како за вие 4 години, значи да се опише како ще кажете што. Ама не знам како се Да опишува. го пишеме ете како со Андрејчето да речеме дека за тоа време од таа година освоила тоа дека министер бил Борко, дека не да го да. Иначе на како треба да го пишеме тоа бугарската историја. Таму ќе остане запишано. Ќе му па тоа ќе везе. Ќе му го пуштам да го разгледа па да видиме што ќе направи. Денеска Данило зашо ме вика он и од одворено бланко ми дава писмо, договор да подпишеме, викам добра, јас ќе го подпишам, викам. У договорот стои, читам дека после на пример ако она не може да се врне тогава, на пример да дојде сега и на Балканското првенство, ако не ја пријави федерацијата, она нема да се бори. До година Европско првенство, една година да ја рипнеш, више ти излеваш од колосек, немаш континуитет, немаш такво и толку. А за 2 години ќе стане пололетна за 4 Олимпијадата. Ако ти сакаш дострел за нешто кај што сите спортисти тежнеат за таа Олимпијада, значи ти треба да имаш континуитет, треба да имаш секојдневно, не е во не знам каков спорт, ти борењето е секој ден треба да се надоградуваш, секој ден треба да вадеш тоа што е лошото, да даваш тоа што е доброто, значи техника, оште не сме почнале физичка подготовка за тоа што мислиме и сметаме дека е оште мала, станали тука 17 години, се почнува на таа база издржливост, психа, со се што треба за еден спортист за да достигне голем резултат. Андреа, како да се тренират за време со машки? Некако и како добивка имamo тоа. Оти со мачките е исто како да дигам камења. Например, имам пријател Леон Стојанов, Стефан до мене, Леон Стојанов, например. Сега ние да сме разлика килажи, он е машков. И за Ти Леон ствари простате заедно. Да, јас и Леон проснаме заедно и беме најривали, беме, тато ми кажуваше, вака, да му правиш трим главата му, скакам, ще има, да му тиснеш главата, он зарива со главата доле, занози улава, фрламе од земја, вон, има експлозивен влез и се тоа, јас сам бегам на нас, бранам се. Ама сега откако пораснаме, физички се посилни, поцврсти и кога работам со нив, повеќе ми у главата да не се... Потврди камења сте. Да. Повеќе ми у главата да пазам, да нема повреди, нешто. Јас да не се повредам лично, он нема да се повреди. Он тоа многу јасно дека нема да се повреди. Јас ќе се повредам, претоа што немат осет колку е силата моментално. И, например, кога се борам со него, исто како да ми ставиле зид пред мене, ја треба да го бутам. Не можам. Например, и Стефан зашто до мене. Сакам да се надоврзам на цела сега работа што ја кажува она. Значи, више, они се, така кажано, за една година ќе станат полнолетни. Постари се од неа, Леон, Филип е со неа, но машки са пуни у својата зрелост и са физички многу помоќни. Ние више не можеме да ја држаме неа тука со... Да, може да тренира само спаринг партнер. Така, ама ти не можеш да пушташ да се боре, кај што една ситуација лоша Може да има повреда и излаваш од колосек една година или 5 месеца не може да се оправи спортисто. Додека председател на Олимписки комитет денеска што го нудеше тоа, ако ние успееме и биде целата работа, тоа што има одредени средства за неа и на управен одбор е поминато, ние ќе можеме сите кампови да ги тражиме по Европа, по свето, каде што можеме збориме за женско борење, кој што може да се развива уште повеќе. Но ако ние не го направиме тоа и нема интерес тука од државата, кој е крив? Ние мора да. некаде да сме приврзани. А крај на ваша информација,
Ланската година мислам дека беше 2001 година или втора имаше еден пријател од Албанија на Киро Ристов, турнирот кој беше у Балканец, доваѓаше еден албанец од Тирано. И сега е председател таму на Олимписки комитет. И чул нешто, видел таму по сајтовите што е како е работа и звоне, бидејќи он не зборе добро ниту македонски, ниту српски, звоне преку еден пријател од Скопје и тај ми се јавува, го дава и него на линк и збореме, вика, слободно, вика, дај ми документи, имаш, вика, утре пасош, вика, албански за неа, вика, да настапува за Албанија. Да настапува. Да. Значи, Кажете и а, други добро. Држави, а нашата држава не ја треба. имам пријател во Азербеџан. Сега Андреја сама беше у Турција. Беме, кај шу одредени работи назад не им помогнато за некои медалисти наши. И сами вика, ако има проблем, вика, дај документите, вика, денеска ми ги даваш документите, утре имаш пасош. Да, државјан. Значи он гледа. Гледа ги. Ја не сум одил да се натурам да викам случај, дај неаме ние кај да одеме што да правиме или што како. Он гледа, вика, дај девојчето да го земеме, вика. Колку е тешко министро, ајде сега да речеме, Министр може одма да си го реши тај проблем. ти си у тек со таа работа. Колку е, мислам, проблем ли е некој тоа да го направи или не? Не. Што Министрот треба да може да дигне направи? телефон за тоа што 100% или 99% го Сета работа е за него. финансира Боречка федерација. М, Па и сега и парите што доаѓаат по клубовите се преку Министерство за спорт. Значи, да, едно дете дома и ти си имал родители. да. Кој ти давал као дете пари? Да, Татко ти. многу јасно. Значи, ако ти дае пари, ќе имаш пари. Ако не ти дае пари, лоцата и надвор. Да, јасно. Кој може да го Значи, реши тоа? само А он вика, може ја не да- сум надлежен, таму не може да се мешам у федерација или па не знам што. Пред 2 недели имаше подкаст Страша Глигоров, пуштил 1000 представки таму, а и ние функционираме. Он имаше 15 девојки, едини клуб што беше со девојки, и тие клубови не постојат више. Сега он се занимава само со судски постапки таму, дискриминација и не знам што. Има може би секој ден да поднесува представки, никој ништо не решава, ниту има суд нешто да Што он сака да каже дека управниот одбор е тај кој што треба да несе таква одлука. Најверојатно. управено. Ама сета работа е до него. Но колку он каже, ќе нема Министерот, да- да, може да лисне и да рече, дечко, денеска Да. ти си слободен. Да, да, многу јасно. Да му ги одземе ингеренциите доколку Да, ако е, значи до секаде на западо се знае што е министерство, знае се Да. кој косе, кој вода носи. Да. Кај нас така ли нема одговара? поради кои причини значи да ве исфрлат вас од федерацијата, така да кажем. Нема се што е, јас кој што знам, се што е било сега, се е минало, така да Јасно, да. нема некој Абе, Ма да, има документи. Убиства прават, па излезе од затвор, е слободен, Да, а ти за спорт, каква е таа казна? Уствари, сите документи се се и поднесени за прием на Олимпија Па да, и у платено, и федерација. онедено, се. И од тоа декември е месец, најапето. од декември Сега месец он нема вика, никаков одговор. министер се вади со тоа да ме управни одбор е тај кој што донесува одлуки, тоа е нели како здружение таму. Каже Да, ма, замисли. по тај дека управни одбор донесува одлука дали ќе го примам или нема да го примамаш. Добро, ама на крајот на денот губат шанса. Управни Има одбор со металните- сите- Селектор на македонската репрезентатива за деца Да. не е битно како е, председател на федерација, сите да се Највише. питат со успех. Да, највише губе државата. Реално нема ништо дадено за тај успех. Да, највише губе А- државата со тоа. Така е? Тоа е. Како можеме да се китат со натурализираните? Да, да, да. Тоа е што за мене бизнис партија таква. Тоа не Донесуваат странци, пример тие странци сите имат по еден медал, 10 души, 10 медала. И тие
носат од државата, државата е обврзана за сениори, не земали медал ти од Европа или од свето или од Олимпијада, дека ти ќе земаш после 35 години по таму 900 евра или колку е. Да. И сега стави тај после 35 години, нека живее уште 40 години, колку таква државата плаќа, он не е тука. Он не е Значи, тука, не живее тука. Едино што е тука и што помага на борењето е Ибрагимов. Другото нема. Заврши кариерата на 20 години, 30, отиде си за Русија, после 5 години дојде, земе од тука документо со дека е земал медал од Европа или од свето, земе си пензија, бега таму му стасува на сметка. Шо интерес има такво државата? Шо е добило од тие? Такво, барем да ги свика да дојдат да направат некој семинар, да дојдат да направат, да покажат техника, да дојдат да Не, ама ние треба да се гордеме со нашите граѓани, со нашите такво државјани. Значи едино таков човек е Ибрагимов. Други овие се и збери ги на крајот по човек по годишно по 12.000 евра, 10 души, годишно 120.000 евра, 10 години, 1.200.000. 30 и колку 5 години го стаи, до 70 години, пример, да е витален, а може и повише. Просек стаи, плюс 35 години, колку однесат? Однесат 4-5 милиона, колку два ги дава. А со тие пари државата може да рехабилитира тука еден куп деца. Што како е било порано, ние како сме биле спортисти. За секоја сфера, не сме само за борење, нека не е борењето. Знаеш што, у твое време Балканец е бил вице шампион. Така Да. Зашо веќе нема такви успеси македонското борење? Зашо веќе нема го борење? Ма нема екипа, екипа ти треба ќе те повикат, треба да имаш екипа од првата категорија до последната категорија. Што ќе отидеш и таму? Ако ги собирам или пензионери, организацијата и менеџерството. значи не може на последното државно првенство кој се одржа у Корчани, моја генерација да излават да се борат. Значи има си УВВ, има си Ја мислам дека треба да се прелом таму да ти кажам. светското првенство си знае правила и има, например, до 30, колку е таму, до 35 години можеш да учествуваш после. Ја беше Балканец, ја едно време кога беше Сичков неде председател, ја беше тоа, ја мисля да се прелом тие ветераните. Шуки излезе, кога ќе ме заджипат на една страна. Како оние најпаче ги спомнаваме американците што беа у Варна. Гледа ли се светло на крајот тунелот? Збореме за македонското борење за Олимпија и слично. За Андреа 100% има светлинина, ама според тебе? Се што ќе даде државата. Државата е татко, државата е мајка. Она треба да држи, иначе другото се ти што би сакаш да правиш, треба да одеш некаде на гости. И кај гостино дома да му речеш дај тенџере, дај ово да правиш јадење. Значи ти одеш прости зборови, какво да кажам, Не. Значи реално сега треба и да отидеш кај да отидеш, што да правиш. да стави една рецка до тука и да каже готово завршено е. Дајте вај клуб. Да го приемам во Ма федерација. не е само Тоа е клубо Олимпија. Значи тука стое Вардар, тука стое Тигар, тука стое А повеќе клубови има. Да, ја ги сега Лирија има борачи без Иралили, више ми кажува дека 4ти месец не тренира. Европски шампион. Па да, и сега како ќе траеш ти резултат такво од него? Зашо ти таму има политика? Вие биле, оние биле. Таков еден борач пред тоа има Фикрет Мемиши, што јас сум мојата глава, моје мислење, дека би можел да постигне како домашен борач медали од Европа. Сега го нема никаде. У Швајцарија негде таму работе со Не фамилија. тражи за екзистенција на друго Да, место што да. да прави. Нема, се е тоа кај на систата песна. Со сите спортисти дека. Има деца, ево, по Кочани, има по Радовиш, секаде каш нема едина, плюс многу тежок спорт и ти сега ко те маат од оваа страна, таа страна, ти што ќе гледаш? Гледаш да станеш и едно време си викаш кај сум ја.
Ти немаш континуитет, немаш ред и редослед. Нема кој да те воде. Се не може ти за пред Европско првенство да го свикаш последната недела. Он не е тренирал цела година, дојдел таму на државното првенство, ако има 2 борби има, ако нема прв или не е важно. И сега он не тренира, дојдел на Европското првенство, на недела 10 дена, прави тренинзи, не знам што, целата млечна киселина му излезе, оти не е тренирал цела година и шо отиде он таму утепан на Европското. Па порно го пушти, секој не е трениран, пушти го, чим сакаш да го носиш, пушти го така. Белки повеќе ќе покаже. Па ти треба за светско борење, ти треба да имаш континуитет. Континуитет на работа. А таа континуитет на работа е првин дисциплина, самосвест и да знаеш што правиш, работа на душек, работа надвор од душек. Кај сакаш да отидеш? Цел ден ти е Така тоа. кажам, што сакаш да постигнеш? Андреа знае ли да ескивира? Знае доста многу. Но ние го имаме Мирко. Така го викаме татко и покажеме и го само и Андреа си опашка. Андреа, ти како се осеќаш? Ко треба да се направат некои вежби, пример, треба склекови да се прават и треба да се направат И друго што пеце. сакам да се надоврзам, ти треба да има и луѓе кои што сакаат тоа да го прават. Ти замисли, ако и ние пуштаме Андреа секој сабајле она само 5 сато да отиде на патеката, како што имаше некои деца преска спомна, ти избегава за тоа што многу работа, многу тренинг. Избегава за тоа што има секој ден оно врска да е на патеката, да истрча, да направи сабајле што е футинг, знае се, основни работи и они избегаат од самата тежина кој што ја наметнува секој ден на тренинг. А ти, ако го пушташ сам, нема, после третиот ден, може би 3 дена ќе има волја, третиот, четвртиот ден, петиот, ќе ескивира. А таков еден највише што ни прави контрола, ние сме генерација Горан Николов, он е трета смена на работа, са бајлето, он е на патеката. Со ни. Значи, доста е само да е присутен. Он ќе отиде, дае задача до таму, ќе работите тоа, ќе направите, ќе видите. Има иначе, ако не си присутен, они си одат. Почне да си оде пешки, па и јас исто ги имам или мојот клуб истата работа. Ако наш пони џабе се, он си оде пешки. И ти имаш сабајле тренинг, имаш вечер тренинг. Ти треба да си спремен да издржиш сабајле, а да издржиш и вечер. Ти на некој само да му укажуваш тоа, он психички ќе падне. Дека треба сабајлето да стану 5 сата. А треба има звучење, дневни обврски, другари, другарки, не знам шо, врски, викате роден дени, не знам шо, денеска какви обврски има спрема школото, па утре треба да одговара, па треба. Ти треба се да си средеш и плюс тие да си присутен на тие 4 сата. Пример, сабајле, футинг, саат и нешто, саат 15 и вечерта 2 сата. Тоа да се колку? 3,5 саат, скоро 3 нешто. И треба да си присутен. Ако дојдеш ти не си таму присутен, нема ништо. Значи, по-болна точката е за Леон, за Филип, за Аце, за друг Аце, за Киро, за новите деца сега што се таму. Има 15 девојчиња нови сега. Има деца... Значи, они немат право на учество, така. Да. Значи, по-болната точка треба системот и државата да огледа кај тие деца. Тие се дискриминирани. Она кој да е средена некаде. Дали ќе биде за Бугарија, дали за Кина, дали за Индија, дали за Јапонија. Она се изградила пато и ќе тера. Такова. Тоа си има одговорност тие што се тука. Они страдат тие деца за тоа што некој нема одговорност. Од цела гледна точка на система. Не ли се свесни Тие што треба да се стават начело дека
уствари не се штете на клубот, туку се штете на тие деца. На децата се щете. Затоа што на крајот тие деца се оштетени, не е Да. клубот оштетен. Клубот ќе постои и после тие деца и пред тие. Имаме го нели и балканци било кој. Балканци колку ќе се раководство се смени. Да, пак Тука е. се види, да. Ама децата се оштетени. Па и темата сега не е само такво, истите тие, они Шипјанец, исто две деца има тие браќа Стојкови, не ги однесеа за на европското такво. Кој имаше друго едно дете тамо на 92 кила ли? Мислам дека имаше едно. Исто и тоа не го однесеа. Шо? Овај каже го Штерев. Нели беше најголемиот кандидат? Го дава по медиумите, по матанет, по во, но сега нема ништо. Како ќе го задржиш ти тоа дете да биде присутно тука и да остане и да работи и да тренира? Ко денеска ко почитно го вело дека има паша, пушти го таму. Без овчар, без ништо. Па нема да расне травата, барем. Пожари ќе нема. Шом ќе пасе трава нема. Кој викаше нашиот премиер? Шум ќе ја паса травата, вика пожари ќе нема, вика шумски пожари. Убава работа. Шо правиме, колега? Андреа, да ни кажеш дали е скивирал. Ама не смее да изкивира татка Да, се знам. по нея. Кой не сме? 100% скивира. Не. За одбрани да ескивира. Татко е се по нея. Ескивира. Не, на тие не. Порано да, многу скивираш на тие. Тренерот тренер Горан Николов каже, ајде, борачки став, намести се и сите знаеме, стемнени се. Во салата 50 степени, тренерот не тера одбрани да правиме однози. И он ко почне, так, брзо, леле, стемно му се на човек. И гледам, например, Лео на таа страна пцува, ја од тука пцувам, Филип там пцува, ама не смееш да застанеш. Например, некогаш ко ги правиме тие вежби, татко ми фане со телефонот да снима и сите кога го гледат како го фаќа он телефон и како се качува горе по рипстоло за да снима на сите и се стемне. А тренерот Гордан, он како свирката да не е у него, он так, свири си. Марија работи, Андреја работи. И например, највеќе ми е највеќе скивирам, сега да не си издавам многу на вежбите за сила, што се на вежбите за сила, што се такви склекови, такви некои Качување на јад. Ама добро, на крајот гледаш Да. од европското имаш сликата на европското првенство. Да. Е тоа. Да, ама И па имаш трицепс нешто. Да, имам. Правила си некој склек. Да. Има, например, на краја на тренинга, например, тренерот да ми каже, например, вај тренинг ќе правиш мостови 30, ќе правиш кружење 30, обично тие вежби што ги правиме. И само што ќе завршам јас со тие вежби и тргнам на кај вратата или например истегнам си, тргнам на кај вратата. Ајде, браки. Ете го тато, ајде враки се нас 10 пати на јажето, 4 серии вратило, по колку там, по 10, па само што завршам со се тоа, завршам и викам конечно, одам си и ете го па навр. Ај за мене уште една серија, за мене вика уште една серија, напрема он се за мене. И таква некош изнервирам се, нема да правам, не можам да правам, раците ме болат, паѓат ми, не можам да ги направам, нема да ги направам. За мене нема да направиш. Ајде да ги направи, ајде. Која борба беше најтешка на вршкото? Првата борба не знам дали не со унгарка, мажарка. Прво борачката е искусна, постара и секогаш првата борба 4 медали од Европа. европски и на 3 од Европа и 1 од светот. Да, има и од свет. Но ти поведено те? А? Не, ја прво победев. Да. 6-7 поведе. 4 плюс Противничката? Ти беше поведел. Не, Не. швеѓанката. Швеѓанката 2-0 поведе и после тоа 12, односно 13. 3. Беше првата борба ми е тешка поради тоа што секогаш првата борба е најтешка. Таа борба те ја разбива тремата што имаш натака за другите борби. На таа борба излеваш најукочен, најуплашен. Можда и за финалните и за полуфиналните е така, ама не е толку голема тенсијата и тремата за таа борба. На првата борба секогаш тремата е најголема. Како прво има притисок од фактот дека ако ја изгубиш таа борба,
нема да продолжиш натака. Например, ако си осми на финале или ако си за квалификации, нема да продолжиш натака ако си за квалификации или осми на финале. Ако си четврт финале и изгубиш борбата, едино што може да спасе е противничката да улезе у финале. Ако изгуби и она, пакуваш куфер и одиш си дома. Кој медал беше потежок за освојување сега, последниот или претходниот? Мислам, Борбите. Сега последниот ми беше потежок. Првиот медал што го зема, ја мислам дека можеше и повеќе поради тоа што беме и мали, а и Сега плюс, да, и сега можеше дефинитивно повеќе. Секогаш може повеќе. Тогава мислам дека стварно можеше да земам поголем резултат и сега можеше да земам многу поголем резултат, ама секогаш, например, тренерите викат не ти е, например, дено или у тај момент, тај месец си падната со формата или не си спремна. Или општо како од повеќе стрес и мисла, самата психа те тепа пред борбата. И јас на некој, како помала кога сум била, дали ти не сум мислила доволно што ќе се случи. Не сум мислила. Тоа е најдоброто нешто. Уопште не сум размислувала што ќе се деси на борбата, излевам и доминирам. А сега како растам, знам ги последиците, знам дека можат да ме од моја акција они да ми земат поени. И секогаш ги губам така поените од мои грешки, од моја направена акција или моја грешна акција, секогаш ми се зема поени. И например, и тренер веќе колку време сме заедно и ме научи и секогаш знае кога мислам, јас кога мислам да направам акција. Јас јако не сум направила. Он ќе ми каже, ти мислиш во да го направиш тука, така ли? Викам, така е. И стварно е така. Например, за некоја акција, например, требала сум да ја фанам ногата. Јас сум се мислила да ја фанам ногата. Ама тоа мислење те коче, те враќа назад, не покажувам ништо што тоа ја ќе помислам дека ја фанам ногата. Тренер обично вика правиш пипни стои, не завршуваш до крај. И тоа е најголемиот проблем што ми е сега, ама надевам се ќе се убава. Кои се наредни Предизвици. Сега светското првенство на крајот на јули. Да, светското првенство у Атина. Ходеше да почнуваат пековни припреми. Да, на она ждребањето е на 30, 31, први има борење. После тоа една недела ги даеме пауза, 10 дена и после ја Да се неа да се На индвиши. што да се кладе дека нема да има пауза? Пауза тоа да Нема да има пауза. мора малку да. Ќе оде на море малку, на вода или Да. не? А? Значи ќе нема да има пауза. Нема да има пауза. Борење на плажа. Не. Мисли не остава така. Ќе оде. Ќе ја пуштаме 10 дена и после почнуваме. Има направена програма кај што треба преска, мислам дека спомнаме, до Иран, па Турција, па Казахстан и да не се надобразуваме до летните олимписки игри за кадети до годин. Да, тоа е една програма кај што самите деца да увидат што е тие олимписки игри, што се косат. Сега утек на тоа сакам да кажам дека до 20 години има у Скопје. Видат у 15 дисциплини. У Скопје, да. Сега од 19 јули почнува. 19 јули. Да, почнуваат летни олимписки игри, ама тие се за до 20 години. Она е кадетка, ќе бидат у Дакар, Сенегал, ќе бидат до 17 години за кадети. До година више она 17 години, ќе биде последна година за кадети и добро е таму да се покаже, да виде каков е. Таа припрема е едноставно за утре, кога ќе дојде на официјално олимписки игри, да виде каков е система, каде оде, што е, каков е тај До кај спектакл. се, Што е, да. едноставно како некоја си мала припрема за тие олимписки игри. Тоа е сега многу убедено, кај што ги има у сите дисциплини.
Ево, сега знам дека беше Собалија, кој беше на разговор кај председател на Олимписки, и рече дека 15 дисциплини се. Од кои се ракомет, одбојка, таму, кој се држа. Тие старите антички спорти. Да. Фудбал. Мај со камен. Епа, колега, да завршуваме више шо. Ајде, оди. Епа. Еве да одјаваме мисијата, па мислам дека ќе стигне до министерот Борко да видиме што кој ќе направи во иднина. Да даде некоја си можност боречкиот клуб Олимпија да влезе во федерацијата и да се натпреварува тука со сите своји врсници. Вие нешто Тоа. да си кажете. Што да си кажеме вече на тренинг. За сад време. Да. Ништо мило ми беше што не поканите. Ово мислам дека ви е добра емисија, презентација на млади спортисти, мислам дека треба да продолжите, да дадете мотивација, да барате да доаѓаат млади деца, да они самите да се презентират и Со спортистите, да, вие емисијата на Добар пат, за прв пат ушти подкаст за спорт и мислам дека треба да го спроведете тоа оште помасовно, Помасовно. и само деца. Затоа што тука е иднината, тука е спорто. Спорт е еднина на државата, да, ясно. Да. И мислам сега председател кој ќе се покаже после во и почнаа треба да ми рекорат. Што не? Слушай, вие 15 дена е поснав. Кој е после ќе може и после нешто ги На најде. риби стари ќе Да, дали се Петрови пости, да. Што ќе е рибичката? Може. Не бе, пипер. Пипер. Да, па пипер и јајци и тоа е нешто некако. Епа толку, колега. Чао!